Јас имав кратка кариера на лидер во еспорт тим, бидејќи тимот ни беше навистина не доживеа долги години, но мислам дека пред се ментална стабилност, исто како лидер на било која друга екипа, на било кој друг спорт, исто како лидер на компанија, исто како менаџер, значи буквално тие лидерско-менаџерски вештини, но пред се да се работи на кохезијата на тимот, ако се работи за тимски електронски спортови, многу е важно да има добра комуникација во тимот. Ние имаме примери каде што сопирате 5 играчи кои што се најдобри во своите лиги, но едноставно заедно не можат да функционираат, не можат да најдат заеднички јазик. Затоа тимската кохезија е една од најважните и мислам дека лидерот тоа најдобро знае како да го одржува на солидно и на завидно ниво. Но покрај тоа важно е да има разбирање за потребите на сите играчи во тимот, да има особено добри разбирања од играта која што ја игра, односно дисциплината која што ја одбрал, и да знае како да планира, значи да прави стратешки планирања. Ние веќе имаме примери како што се игрите, како што се LOL, Dota и така натака, каде што цели тимови прават стратегии и тука е навистина многу важно да се анализираат игрите на противничкиот тим, тактиките, стратегиите, да се прегледуваат снимки како тие играле во претходните мечови, турнири, што би можело да биде адут, предност во поглед на другиот тим. Така што лидерот има една навистина тешка задача и особено е важно што да кажеме дека во критичните моменти кога имаме некакви, да кажеме, падови во психолошката слика на соиграчите, доколку се наоѓаат во ситуација во која што губат со голема разлика, лидерот е тука да ги мотивира, да ги бодри, да работи на нивниот, да кажам, психолошки мајндсет, како што би успеале поефективно да излезат од таа криза и би успеале да го дадат максимумот во позицијата, односно во дисциплината која што ја играат во моментот. Значи да се биде лидер во светот на еспортот е, да не кажам, горе-доле слично со тоа да се биде лидер и во било каква компанија. Мора да се има лидерски способности од аспект на тоа да се биде вокален, да се знае кој на кого ќе му се подели работата и да се знае дека лидерот е оној кој што највише ќе го влече тимот со него. Значи дали тоа ќе биде од тимски аспект на тоа што ќе каже лидерот да биде проследено, меѓутоа тоа не мора да секогаш да биде случајот. Нормално лидерот мора секогаш да се адаптира со тоа каков играч, пример, он игра со него, да ги знае способностите на неговите соиграчи, не само од аспект на играта и во која игра тие играат моментално, туку од аспект на тоа какви се тие играчи како луѓе. Значи затоа еве јас да не кажам сум бил лидер прилично многу во македонските тимови кои што јас сум настапувал и секогаш, значи, повеќе сум ги гледал како пријатели со оглед на тоа што тоа многу полесно ми го правило лидерството за да можеме ние да оствариме убави резултати. What does it mean to be a leader in esports team? Don't be toxic. That is probably the number one thing I want to say to everybody. Don't be toxic. The problem with esports is that everybody's very young in esports, and usually they don't last very long in esports, maybe 32, 33. And by that time, you're already retiring out of esports a lot of the time, and you've already come up with the skills till then. But esports is something you start when you're 16, 17, 18, and at that point, people are still developing, and it just comes down to the culture that you're surrounded by. A lot of the times, to be a leader, it just really requires you not to be toxic and just be supportive of all the people around you and everybody who wants to help out and to participate. It's just being there for your teammates when they need it and being the one who takes responsibility for whatever happens. However, being a leader also requires game skills and especially in-game knowledge. It doesn't necessarily mean that you have to be the best one in the entire team to be the leader, but it does require you to be a certain degree smarter than everybody else when it comes to that.